Почитувани добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Во близина на селото Мојанци е поставен камен темелник на пречистителна станица за отпадни води од Кочани и дел од населените места во општината, што ќе се гради со швајцарска финансиска помош. На свеченоста присуствуваа представници од амбасадата на Швајцарија, од Министерството за животна средина, од локалната самоуправа и други гости. За околу 3 години Кочани треба да добие пречистителна станица за отпадни води кон која ќе бидат вклучени колекторските системи од населените места од рамничарскиот дел на општината. Тоа ќе биде прв ваков објект во источниот регион за чија реализација е добиена и финансиска помош од владата на Швајцарија. По повод поставувањето на камен темелникот на објектот, што е лоциран кај Мојанци, се одржа свеченост на која присуствуваа гости од Македонија и Швајцарија, представувани од Министерството за животна средина и швајцарската амбасада, како и од општината Кочани, од комуналното претпријатие Водовод, граѓани и други присутни. Според амбасадорката на Швајцарската конфедерација, овој објект е продолжение на досегашната успешна соработка меѓу двете држави, а треба да помогне во унапредувањето на животната средина во брегалничкиот регион. I'm really proud to be here. Задоволство ми е што сум овде и се чувствувам прекрасно бидејќи сум дел од овој голем проект за општина Кочани. Очекувам се да оди по планот, значи ние сме долгорочни соработници со општина Кочани и инвестиравме голема сума овде. Би било прекрасно и другите општини да го следат овој проект, ваковиот вид на проект, меѓутоа ние инвестиравме овде 21 милиони франци и бидејќи веќе имаме проекти кои што се тековни овде во општината, па се надеваме дека само ќе се надополнуваат со оваа финансиска поддршка. Од Министерството за животна средина и просторно планирање, кое се вклучи во реализација на проектот со поддршка од околу 2 милиони евро од државниот буџет, рекоа дека се работи за многу важна инфраструктурна инвестиција не само за општина Кочани, туку од еколошки аспект и за поширокиот источен регион на државата. За жал, животната средина не беше многу приоритет во изминатите години. Сметам дека треба да ја вратиме на пиедесталот на главните проекти. Малку да ги ја подзаборавиме борбата од историјата, туку да се грижиме за иднината на нашите деца. Здравата животна средина е предуслов за тоа. Македонија со помош на своите пријатели со оглед на капацитетот што го има не може да реализира да не го направи тоа со своји пријатели, овој пат од Швајцарската конфедерација помошта. Пречистителните станици се еден врвен приоритет. Проектите за заштита на животна средина ќе бидат приоритет на Министерството. Многу повеќе ќе се занимаваме со проекти кои што живот значат во Република Македонија. Изградбата на пречистителната станица за отпадни води во Кочани е дел од заедничкиот проект на македонската и швајцарската страна за заштита од загадување на речниот слив на Брегалница. Немирен и трагичен беше изминатиот викенд на патиштата во Источна Македонија. Во 3 сообраќајни несреќи во Кочани, Виница и Делчево загинаа вкупно 6 лица, а уште толку се потешко и полесно повредени. Од полицијата велат дека со тоа продолжува негативниот тренд од минатата година. Крвавиот и трагичен биланс на патиштата во источниот регион нема тенденции на намалување. Напротив, со 3 сообраќајни несреќи што се случија во иста ноќ изминатиот викенд, само се потврдуваат негативните состојби што ги бележат надлежните полициски служби. Трагедијата во која во саботата по полноќ при директен судир меѓу автомобил и автобус кај Чифлик згаснаа 3 млади животи, а во исто време и еден 20 годишен возач од Виница кој излета од патот на крстосницата кон својот роден град и почина на лице место, болно одекнаа во локалната, но и пошироката јавност во државата. Како дополнение на сето тоа, дојде и информацијата дека неколку часа претходно уште 2 лица загинале во сообраќајна несреќа во Делчево, што беше повод од секторот за внатрешни работи да излезат со апел за поголема одговорност кај возачите, кои треба доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Анализата на полицијата покажала дека за првите 6 месеци од оваа година сообраќајните несреќи со трагични последици бележат стапка на сериозен пораст. Во првата половина на 2017 година во 6 сообраќајни незгоди 6 лица го загубиле животот, додека во споредба со минатата 2016 година во 6 сообраќајни незгоди 6 лица го загубиле животот. Во 2015 година во 3 сообраќајни незгоди 3 лица го загубиле животот. Најчести причини за сообраќајните незгоди
се брзото возење, неправилното пристигнување, заморот, алкохолот, недржење на растојание, страна и правец на движење, неносењето на сигурносен појас и кацига. Причина број 1 за сообраќајни незгоди со фатални последици е брзото возење, непрописното пристигнување, затоа бидете трпеливи и никогаш не пристигнувајте неправилно, дури и кога сте навидум изгледа дека е безбедно. Токму брзото возење се наведува како една од можните причини за трагичната сообраќајка на магистралниот пат А3 во близина на Чифлик, каде на лице место починаа 28-годишниот Љупчо Л и 25-годишниот Денис П од Кочани, а подоцна на повредите им подлегна и нивниот 23-годишен другар Ранко Т, кој бил сопатник во возилото што се судри со автобусот. Страшните гледки од распарчениот автомобил и крававите траги на асфалтот треба да бидат подсетување за сите учесници во сообраќајот дека треба да ги почитуваат правилата и прописите за безбедно учество во сообраќајот. Викендов гореше ридот над село Истибања. Изгореа 15 хектари сува трева и смрека. Заради непристапноста на пределот, пожарникарите и вработените во македонски шуми интервенираа со рачна механизација. Викендов 2 дена над село Истибања гореа 15 хектари сува трева и смрека во исклучително непристапен терен во местото викано Дабовец. Високите температури носат високи ризици со секој погрешен човечки чекор во вакви предели. 5 години повише. Нема тука пожар ретко кај нас се случува. Јами не може да интервенира дека у тие там скакари да носат вода и да гасат. Очекувате ли да се прошири пожарот? Не. Ја викам, тај до патот ќе угасне и тај ќе угасне. Сега ако спадне подоле ќе дојдат ќе угасне. Ќе спречам. Тоа е камен на вам, доан ако нема шанси. Ако нема ветер, ќе се изгасне. Тука нема, тука е се камен, тоа е каменливо место. Со повеќекратна рачна интервенција на пожарникарите од Виница и вработени во шумското стопанство Плачковица, вчера околу 14 часот стопирано е понатамошното ширење на пожарот, а истибанци велат дека наводно сточарите со петарди го предизвикале истиот во превентивна одбрана од волците кои им ги напаѓаат стадата. Инаку во овие 30 дена во кои температурите скокнаа над 40 степен, територијалната противпожарна единица на Виница интервенирала во 6 случаи на отворен простор, или од почетокот на 2017 имаат вкупно околу 60 интервенции, од кои 50 се на отворен простор, а пред 1 месец имаше и 2 пожари во стамбени згради. Колку за споредба, 2016 е заокружена со вкупно 65 интервенции по различни основи. Средба на власите на Пониква, концерт на Сашо Гигов Гиш и Банкрот Блуз Бенд. Исполнет викенд во Кочани по повод Петровден празникот на градот. Следуваат активности и во наредните 2 дена. На Пониква на Осоговските планини во саботата традиционално се одржа манифестацијата за Петровден сите на планина, в пресрет на верскиот празник Петровден и празникот на градот Кочани. Самиот проект за Петровден сите на планина, кој обстојува цели 10 години и годинава беше средба на неколку генерации, средба на искуството на доајените на влашката песна со ентузијазмот и енергијата на младите. Манифестацијата всушност е подсетување на годините од минатиот век, кога за Петровден на Пониква, кај влашките колиби се собирал народ, се простирале богати софри, се пеело и играло неколку дена поред од утро до мрак. Тоа била средба на влашките семејства кои со својата стока престојувале на мандрите и влашките колиби на Пониква. За подсетување на минатите времења, пеачката група Грамостеање од Скопје од 2008 година па наваму традиционално пред Петровден ја организира оваа манифестација на која доаѓаат луѓе од повеќе краеви на Македонија и Балканот, чии корени се влашки семејства кои потекнуваат од Пониква и Осоговијата, а сега раселени на секаде низ светот. Во културно-уметничкиот дел од манифестацијата настапија пејачки, фолклорни групи и оркестри од Скопје, Штип, Куманово, како и гости од Албанија и Бугарија, која негуваат влашката песна и фолклор. Во саботата вечерта, како дел од манифестацијата Петровденски конаци, концерт одржаа Гиш и Банкрот Блуз Бенд. Кочанската публика беше воодушевена од нивниот настап. Сакам јас нежно
Da mi se potiš, da koriš i peš pod mojte dopiri. Vo sonot me goniš sa temnih magiji. Moji terace, tvoji zlatni okovi. По повод големиот христијански празник посветен на светите апостоли Петар и Павле, Петровден, кој воедно и патрон на градот, од црковниот храм Свети Великомачени Ѓорги информираат за текот на богослужбите и активностите кои што ќе се одвиваат. Во вторник на 11 јули во 17 часот празнична вечерна на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион. Во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри, духовна академија, на која ќе настапат Лесновскиот, Штипскиот и Радовишкиот хор. Среда на 12 јули во 7 часот празнична утрна богослужба, во 8 часот во храмот Свети Великомачени Ѓорги света божествена архиерейска литургија, на која ќе чиноначалствува владиката Иларион во сослужение со повеќе свештеници од Брегалничката епархија. Во 10:30 торжествена литија од храмот до фонтаната во градскиот парк, каде што се изобразени ликовите на светите апостоли Петар и Павле, каде што ќе биде пресечен славскиот колач. Презентација на Кочанското народно градителство се одржа во библиотеката Искра во Кочани, како дел од ликовната колонија Свети Пантелеймон. Активностите се дел од манифестацијата Петровденски конаци. Кочанската библиотека Искра и музејската збирка од Кочани со презентација за Кочанското народно градителство се вклучуваат кон активностите за одбележување на Петровден, празникот на градот Кочани. Истата е во рамките на младинската ликовна колонија Свети Пантелеймон и е прилагодена спрема потребите на ликовните уметници, учесници во колонијата, бидејќи Кочанското народно градителство е една од темите на кои што творат учесниците. Прилагодена е за нивните потреби, поради тоа се ставени повеќе фотографии со детали од народното градителство на Кочани, кое што го одбележува периодот меѓу 19-тиот па се до 21-виот век, значи до денешно време. Меѓутоа се обидуваме да ставаме фотографии кои што на објекти кои што денес веќе и не постојат, значи тие не би можеле ни да ги видат, меѓутоа покажуваат нешто повеќе за културното наследство на Кочани во областа на градителството. Ликовната колонија Свети Пантелеймон во Кочани ќе трае 5 дена, а преку неа ќе биде презентирана богатата култура во Кочанскиот регион, старата кочанска архитектура, како и природните богатства на езерото Градче и планинските предели на пониква на Осоголските планини. Истата е дел од манифестацијата Петровденски конаци. Кон одбележувањето на празникот на градот Петровден се придружија и членовите на Сдруженијето на слепи лица од Кочани. Тие организираа средба со своји гости од другите здруженија од државата и странство, при што ги одмерија силите во шах и голбал. Слепите и слабовидни лица, членови на Сдруженијето на слепи од Кочани, викендов беа домакини на празнична средба на своите гости од други градови во државата, како и од Благоевград, а во рамки на одбележувањето на празникот на градот Петровден. Вообичаено, освен дружењето, тие има и меѓусебно одмерување на силите и знаењата во спортски дисциплини, што се соодветни за нивниот хендикеп. Според председателот на Кочанското Сдружение на слепи, основната цел на ваквите среќавања е размена на искуства и јакнење на меѓусебната соработка и пријателство. Организираме по 5 пат. Тука организираме. Дојдоа поканени, бевме поканени од Бугарија гости имаме, од Штип гости имаме, од Струмица гости имаме, од Велес, Скопје и Куманово. Денеска се собравме тука да одржиме поради Петровден, славен Петровденски средби и сато организиравме денеска шах, голбал и домино. Ние благодарение на приватниот сектор ни помогнаа да го држиме оваа манифестација, пошто Сојузот на слепите добиваме само минимални пари и ова голема за нас. И пошто благодарение на приватните собственици, многу и благодарам што ни помогна, што ни скучи у пресред. Дружењето и спортувањето за слепите и слабовидните лица е од големо значење за одржување на нивната физичка кондиција и општата здравствена состојба. Ова е многу позитивен пример што
во изминатите 5 години го работи општинската организација, меѓуопштинската организација од Кочани на слепи, тука припагаат нели Виница, Берово, Делчево и може некој ќе испуштам. Многу позитивен пример, затоа што се добиваат неколку бенефити. Прво, од областа на спортот луѓето спортуваат. Второ, спортувајки го продолжуваат својот живот. Слепите генерално имаат еден основен проблем, проблемот на кардиоваскуларните заболувања, кој што најчесто им се јавува како резултат на пасивноста нивна или неможноста да секојдневно се движат и спортуваат. На празничната седба во Кочани имаше гости и од Националниот сојуз на слепи на Македонија. Ова дружење е пред се да се запознаеме, да видиме како се приликите, како е животот уопшто во Бугарија и тука кај нас и во другите здруженија. Имаме тука покането и повеќе здруженија од Штип, Веле, Скопје, Свети Николе, така да општо задоволство е да се присуствува на ваков настан. И годинава гости на Кочанското здружение на слепи беа членови на сродната организација од Благоевград, Република Бугарија. Тъй като од миналата година Исто како и минатата година и оваа година по втор пат доаѓаме во Кочани. Бевме и во Струмица и откако јас сум председател на нашето здружение, во програмата ни е зацртано овие средби да продолжат. Сакаме да се дружиме. Тоа се наши пријатели кои ги затекнала истата судбина. Не се дружиме само поради спортот, туку и заради културата, но најважно ни е обичното пријателско дружење и запознавање. Ваши представници од Здруженијето на слепи минатата година беа и наши гости, а така ќе продолжиме и во иднина. Околу 2400 членови има Националниот сојуз на слепи на Македонија, кои се распоредени во 18 здруженија во градовите во државата. Членовите на Кочанското здружение планираат Петровденската спортска средба да стане традиционална. Со етноконцерт вечерва започнува одбележувањето на Павловден во Виница. Во наредните 3 дена следуваат и други активности по повод празникот на градот. Со отворен концерт на музичкиот етносостав Ајазмо на плоштадот Ангел Винички започнува чествувањето на Павловден, патронот на градот. В среда, општина Виница започнува со официјалната реализација на проектот Регулација на Виничка река, со кој треба да се изврши уредување на коритото на Виничка река во должина од 300 метри, а за кој средствата се обезбедени преку Источниот плански регион. Истиот ден, веднаш по промовирањето на проектот, во музеот Теракота ќе бидат презентирани последните резултати од истражувањата на Виничко кале, конкретно на објектот Цистерна. Вечерите часови се предвидени за забава на најмладите со уличните перформанси на Баскерфест. Актерите кои секоја година се неизбежен дел во одбележувањето на програмата за Павловден, а дружбата Стонив продолжува и на 13 јули. В четврток на Павловден чествувањето започнува со литија и кршење на славскиот колач пред параклисот Свети Павле, па поставување на камен темелник на крстилница кај храмот Свети Лука и свечена седница на Сојузот на општина Виница, што ќе се одржи во салата за венчавки. Дневната програма во одбележување на Павловден ќе се заокружи со традиционалната акција во дарување крв како потврда на веќе стекнатиот бренд Виница, најхуман град во Македонија. Следува информацијата од спортот. Викендов активни беа кочанските шахисти. Организираа Петровденски клубски турнир на кој настапија 10 играчи, од кои повеќето се искусни мајстори на шаховската табла. Членовите на шаховскиот клуб Кочани викендов во своите простори организираа Петровденски ревијален клубски турнир. За учество се пријавија 10 играчи, искусни шахисти кои играа по принцип секој со секого. Се играше забрзан шах 2 пати по 10 минути, а на крајот првото место заслужено го освои Тодор Милосиев со 5,5 поени. Веднаш зад него се пласираше Ѓоргиев со 5, а третопласиран е Гоце Николов со 3,5 поени. Четвртото место со по 3 поени го поделија Жарко Николов, Владимир Јовановски и Драги Ангелов, а најмладиот учесник Јована Давидкова освои 2,5 поени. Според победникот и председател на Кочанскиот шаховски клуб Милосиев, турнирот ги оправдал очекувањата, иако за посебни награди и признанија немало ниту потреба, ниту пак средства. Такви се во моментот условите, мислам,
многу ни е побитно, еве, лани Гоце Георгиев беше на државното првенство, Јована беше исто на државното првенство. Тоа не е побитно, таму средствата да ги упатиме што ни ги доделува локалната самоуправа на која сме благодарни. Па овде ние пола сме пензионери, така да не ни се важни наградите. Шаховскиот клуб Кочани во последните неколку години не настапува во лигата, но според Милосиев, реално во однос на останатите екипи се уште имат добри играчи, кои би можеле да бидат рамноправни со своите противници. Меѓу нив се и неколку најмлади шахисти, кои се потенцијалот и иднината на клубот. На турнирот учествува и Јована Давидкова, која што на Републичкото првенство за пионерки до 10 години го подели првото место. Исто така учествуваше на надпреварот во Охрид на шаховските школи од Македонија. Од 27 учесници, таа го зазеде 7-то место, а меѓутоа таму имаше и машки. Има победено тројца и од машките, така што мислам дека пред неа предстои голема перспектива. Во план е ревијалниот Петровденски турнир да стане традиционален, а ќе се разгледа и можноста од наредната година како учесници да бидат поканети шахисти од клубовите од соседните градови, со што би се подигнало нивото и квалитетот на самиот надпревар. Почнувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.